Ја гледам во рекламата како готви Маја, знам дека е време за ручек, веројатно повеќето од вас кои што сега не гледате или сте негдека на ручек или сте пред ручек, се надевам дека не сте задремале после ручекот. Јас сум Сашо Ордановски, вие сте во отвореното студио на 1 ТВ. Денеска имаме полн ден кој што е исполнет со разноразни реакции, анализи и така натаму на она што се случуваше вчера со референдумот. Во наредните неколку минути предлагам да го одгледаме повторно прилогот кој што пред едно час и половина го емитувавме на колегата Антонио Крстевски, а кој што се однесува на пресконференцијата која што денеска пред отприлike 2 часа ја одржаа представници на владата Шекеринска и Османи, каде што говореа, направи една анализа на она што се случуваше вчера и на она што сега се перспективите на целиот овој политички процес што е пред нас. Затоа ја повикувам режија, ако е готов прилогот, ако е подготвен, додиме со колегата Антонио Крстевски. На референдумот граѓаните достоинствено гласа и со мнозински глас одлучија дека иднината на земјата е во НАТО и Европската унија. Повеќе од 91% од излезените, односно повеќе од 600.000 граѓани, избраа да гласаат за Европска Македонија, смета вице-премиерката Радмила Шекеринска. Според неа, политичката идеја Македонија да биде дел од ЕУ и НАТО доби повеќе гласови од било кој на парламентарни избори во историјата на независна Македонија. Шекеринска порача дека со мнозински изразената волја, пратениците немаат друга опција, освен да го следат гласот на мнозинството во собранието за да се забрзаат процесите. Ова е јасен повик сите пратеници да му се приклучат на процесот и да работат на оваа цел, вели вице-премиерката. Ова е прашање кое што е поголемо од секој од нас поединечно, ова е прашање кое што е поголемо од интересите на сите политички партии. Ова е времето кога на Македонија е потребно заедништво. Повеќе од било кога досега. Пратениците во собранието на Република Македонија ќе имаат јасен избор. Од една страна Македонија во НАТО и во Европската унија, а другата страна, другата опција е изолација и неизвестност за нашата татковина. Пратениците очекуваме да ја прифатат пораката од референдумот, да ја превземат својата одговорност и да ја направат Македонија земја во која што граѓаните ќе имаат подобри шанси за живот, убаво место за живење. Воспротивно, единствената друга демократска алатка која што преостанува се разбира се предвремените парламентарни избори и тоа веднаш. Некои во тек на кампањата велеа дека можеме да почекаме. Можеме да се надеваме и на некој друг договор. Можеме да се приклучиме подоцна. Тоа беа изјави кои што се даваа во кампањата и изјави кои не се точни. Во блиска иднина оваа шанса Македонија нема да ја има. Секое одлагање на историската одлука и историската одговорност ќе не фрли во вител на неизвестност и на немир. До овој момент никој не излезе со алтернатива на членството на Македонија во Европската унија и во НАТО. Никој не излезе со алтернатива, бидејќи таква реална и добра алтернатива за граѓаните на оваа држава нема. Затоа нашата порака и вчера и денес беше дека е ова време кога мора сите да заиграме на страната на Македонија. Да не си играме со нашата иднина, да не ги коцкаме нашите шанси, туку во овој момент да донесеме одлука која што ќе ја направи Македонија посилна. Огромната поддршка од граѓаните дава потик за продолжување на имплементацијата на договорот со Грција, со конечна цел интеграција на Македонија во европското семејство. Од тоа значи стабилноста, мирот и економскиот просперитет на Македонија, вели вице-премиерот за евроинтеграција Буер Османи. Прашањето на цензусот не е поврзано со прашањето на референдумот, вели тој, потенцирајќи дека единствениот инструмент кој е мерлив се гласачите кои гласаа за или против. Република Македонија имала проблеми со цензусот и при председателските избори, и затоа бевме приморани да го спуштаме на 40%. И на другите избори, бидејќи е техничко-логистичко прашање со кое се мери прашањето на ажурноста на избирачкиот список. Прашањето дали луѓето се во Македонија или надвор од Македонија. Единствениот инструмент со кој што се мери политичката волја за или против договорот, за или против ЕУ и НАТО, е гласачите кои што гласаат за или против. Значи, овој референдум имаше два инструмента. Едниот за утврдување на политичката волја, вториот за утврдување на техничкиот карактер на процесот.
на избирачкиот список, на луѓето кои што живеат овде. Ние вчера имавме референдум, наменски референдум, да видиме која е волјата на граѓаните по однос на ЕУ и НАТО со почитување на договорот. 91%. Тоа е најголемото мнозинство кое што е добиено на било кој референдум, било когаш, по однос на едно прашање за или против. Така да можам со ова само да им честитам на граѓаните, да се чувствуваат горди на одлуката која што ја имаат донесено и да им ветиме дека таа волја ние ќе ја преточиме во НАТО и во Европска Унија. Бидејќи тоа е волјата на 80% од граѓаните. Се разбира дека и тие што не излегле сакале да дадат порака дека има пратеници кои што треба да ја донесат одлуката. Инаку да имале друга порака ќе излегува и ќе гласа против. Така да собранието од денеска ја превзема одговорноста да ја материализира одлуката, 90%-ната, плебисцитарната одлука на граѓаните вчера за НАТО и за Европската Унија и очекувам пратениците соочени со една од најголемите одговорности во нивната лична историја, меѓутоа и во историјата на оваа држава, да кажат дали сакаат оваа држава да биде заедно на масата со најсилните членки на НАТО или сакаат во изолација, во безбедносна, во политичка и во економска непредвидливост која што ги внесуваат граѓаните. Османи и Шекеринска вела дека ограничен е периодот за имплементација на обврските од договорот, па затоа власта и мнозинството до последната секунда ќе ги вложуваат сите своји напори да не се пропушти ова историска, а можеби и последна шанса за Македонија од ВОС. Доколку на целиот овој пат се соочуваат со сопки од опозицијата, тогаш единственото решение се предвремени парламентарни избори. Доколку се соочуваат со сопки од опозицијата, тогаш единственото решение се предвремени парламентарни избори. Тоа е ставот на коалицијата на власт и како што чувме вчера и со господинот Зоран Заев, за да се провери тој став и да се провери дали такви сопки ќе има, ќе се потрошат наредните 10 дена. Со мене е колешката Весна Велкова, која, за разлика од колегите кои што беа претходно во студиото, Весна, кој покрива коалицијата за и кој што покрива работата на ДИК и така натаму, ти вчерашниот ден го помина во ВМРО ДПМН. Да, во седиштето на ВМРО. Каква беше атмосферата во седиштето на ВМРО? Па речи се до 19 часот, таму немаше никој освен партиските служби, административни што се. Тие комуницираа со новинарите. Откако се најави пресконференцијата на Зоран Заев околу 20 часот, веднаш се се размрда работите некако и веднаш потоа и нивниот лидер, односно службите ни рекоа дека за половина час треба да се очекува пресконференцијата на Мицковски. Пресконференцијата започна и Мицковски си кажа тоа што си кажа дека нема на новинарско прашање дека не посакува предвремени парламентарни избори, бидејќи референдумот не бил за тоа. Значи, денеска пак гледаме дека се се врти околу тие предвремени парламентарни избори. Значи, во собранието ќе биде главната битка, односно последниот збор, како што веќе сите знаеме, ќе биде во собранието. Јас ќе заболам режијата да ги подготви. Имаме два прилози кои што се однесуваат на сега пред малку одржани две пресконференции на ВМРО ДПМН. Тие ќе ги повикам нешто подоцна. Уште се во обработка, добро, бидејќи ќе одиме тогаш со пресконференцијата која што беше во ДИК со завршните податоци. Весна, каква беше атмосферата во смисла на кои беа од функционерите присутни во ВМРО ДПМН? Бидејќи сега, еве, двајцата заклучуваме дека се ќе се врти кон некаква, барем наредните 10 дена, кон некакви обиди за убедување пратенички и така натаму. Јас лично мислам дека тоа нема да успее, но сепак некои соговорници наши вчера и денеска мислат дека на тој процес треба да се даде шанса. Размислуваше ли вчера некој, брифуваше ли таму некој околу тие работи? Значи, интересно беше што во моментот на соопштување на пресконференцијата таму немаше никој од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Имаше неколку пратеници, поранешни пратеници на ВМРО ДПМН во седиштето. Тука беше Александар Николовски, член на извршен комитет, кој, еве да го броиме во поранешни пратеници. Други пратеници немаше. Значи, таму беа симпатизери и членови на ВМРО собрани и нормално аплаудира, плеска. Какви се денешните реакции? Имаме увид во тоа што се случува со таа партија
Во нова што одржа една-две денеска пресконференции? неофицијално тоа го пренесов и во мојот прилог, значи немаат официјална покана од Зоран Заев за средба за сега и доправа рекоа дека партиските органи ќе одлучуваат за нивната понатамошна одлука. Каква беше реакцијата меѓу колегите? Веќе навикнавме дека кои ќе се појават партиски лидери кај едните кај другите, те овациите, зоките, Христијан и така натаму, сето тоа го навикнавме. Христијан Мицковски вчера одржа еден прилично тврд говор. Практично говор во кој што прогласи триумф и прогласи дебакл на референдумот и така натаму и дека практично нема повеќе што да се разговара воопшто околу договорот со Грција. Неговите ставови ги знаеме, ќе видиме како ќе еволуираат и дали ќе еволуираат. Кои беа коментарите меѓу присутните новинари, можеби и странски новинари и така натаму околу поентите на тој говор? Па сите беа сконцентрирани на она што го кажа Мицковски, но најмногу на одговорот откако Зоран Заев најави дека доколку пратениците на ВМРО ДПМН нема да го послушаат гласот на народот, бидејќи знаеме дека и Заев позитивен став кон референдумот, сите на оној негов став дека Мицковски не сака предвремени парламентарни избори. Тоа беше најинтересно затоа што он во неколку наврати претходно повикуваше на предвремени избори. Така да сите коментари беа околу тоа зошто, како, што понатаму и така. Ние цел ден се занимаваме со тие математики, претпоставам дека ВМРО е исправена пред истиот проблем. Кога имате 610.000 гласови за референдумот, малку е застрашувачки таа бројка за за воредни избори, парламентарни. така е, веројатно дека една таква голема коалиција би имала безпреседан резултат во досегашната изборна македонска некаква практика. Мислам дека е згоден момент да го видиме прилогот од ДИК, кој што денеска ги објави нешто порано во дента официјалните завршни резултати и колегата Христијан Баневски со тој прилог. По обработка на сите пристигнати гласови, Државната изборна комисија соопшти дека одлуката за референдумот не е усвоена, бидејќи цензусот не е постигнат. Отфрлената одлука најдосна за 2 недели ќе биде објавена во службен весник, а ќе се најде и пред пратениците во законодавниот дом. Извештајот за резултатот од гласањето на референдумот 2018 година се објавува во службен весник во рок од 15 дена од денот на одржување на референдумот. Извештајот за резултатот од гласањето на референдумот 2018 година се доставува до Собранието на Република Македонија, истовремено се објавува на веб страната на Државната изборна комисија. Дерковски повтори дека Македонија спровела мирен и демократски референдумски процес, а за сомневањата порача дека има простор за преговори, иако до овој момент од Собранието како овластен предлагач не пристигнала никаква жалба. Доколку се заклучи дека од извештаите кои што ги доби од општинските изборни комисии постојат наоди, односно докази дека има такви случувања во некои избирачки места, согласно надлежностите ќе поведе постапка прво за одговорноста на избирачките органи кои што го спроведувале тој процес, се разбира и зависно од типот на повредата таква ќе биде и постапката. Овластениот предлагач е Собранието на Република Македонија, тој немаше своји овластени представници на избирачките места, така што во ситуација нема никој да поднесе приговори од тој тип. По обработка на сите гласови, Државната изборна комисија утврди дека 666.743 граѓани го искористиле правото на глас или безмалку 37% од избирачите на списокот. Од нив за гласале над 91% или речиси 610.000, а против 37.700 или само нешто над 5%. Додека траат анализите на бројките, меѓународната заедница излезе со јасна поддршка за изразениот став на граѓаните и ги повика политичките елити одговорно и заеднички да работат за интересите на државата, заборавајќи ги личните и партиските интереси. Во меѓувреме се калкулира и со бројот на пратеници кои ќе треба да дадат зелено светло за уставните измени во Собранието, каде се очекува жестока политичка битка. Веќе од утре се очекува премиерот Заев да ги почне разговорите со пратениците во спротивно тој повика на уште еден изборен процес, овој пат предвремени парламентарни избори. Не, тука сме повторно назад во студиото. Така е, веќе од утре премиерот Заев се мисли од
денеска или од утре, од денеска, ќе и почне разговорите во парламентот за можноста да се промени уставот без да се оди на воредни парламентарни избори. Весна се чини дека премиерот има две компликувани агенди, два фронта. Бидејќи колку што слушнавме вчера, ниту Али Ахмети не мисли дека е сега време за воредни избори, како што и Христијан Мицковски го прескокна тоа прашање на својот преснастап. Така е, последната изјава на лидерот на Дуи Ахмети е дека во Македонија има многу поважни работи отколку предвремени парламентарни избори. Сега што би значило ова доколку вака ние си анализираме новинарите, дека Заев те треба да отвори два фронта паралелно да ги води. Што би било доколку Дуи се држи до оваа изјава, па не сака предвремени парламентарни избори, што во парламентот со нивните пратеници, како Заев ќе изгласа предвремени парламентарни избори. Очигледно дека е можно и за комплетна парализа на парламентот, барем за извесен период. Па и до сега парламентот некако не беше славен по ефикасност. Сега уште повеќе. Со колегата Борјан Јовановски и со колегата Дејан Андоновиќ претходно разговаравме за тоа дека заправо всушност се чини дека кога ќе се види изјавата на Али Ахмети, таа прилично кореспондира со ставот на американските и на европските изјави кои што ги има, а тоа е веќе почнуваат да вртат кон речник кој што се занимава со стабилност, со регионални консеквенции и така натаму. Очигледно е дека ќе расте овој притисок и дека тој веројатно ќе оди пред се насочен кон ВМРО-ДПМН, бидејќи таму е базенот на можните десетина гласа кои што недостасуваат за уставните промени. Но изгледа дека и во тоа ќе помага, да кажем, во тоа кочење и Дуи со ваквото свое однесување. Иако Бујар Османи, морам да признам дека денеска имаше прилично резолутен став околу тоа. Тој рече дека ако нема друга варијанта... за европски прашања и ги гледаме ние константно неговите изјави. Но партиската работа е друга која ќе стане збор. Влегуме во една компликувана ситуација во која што предпоставувам дека ќе имаме уште многу работи што ќе треба да ги дискутираме. Јас мислам дека ние би требало полека негдека на линија да го имаме колегата Владко Чаловски, кој што се уште го немаме. Па јас би го замолил колегата Чаловски, од режијата ми јавуваат дека чека некаква изјава, бидејќи е на еден настан на ОПСЕ, каде што се сумира вчерашниот ден. Би било добро ако можеме да го вклучиме и колегата Чаловски пред да се одјавуваме за овој дел од денот. Го имаме Чаловски на телефон или го немаме? Секунда велат, значи таа секунда во реално телевизиско време трае барем 10 секунди. Многу долго. Чаловски, дали се слушаме? Очигледно дека колегата Чаловски е таму зафатен со важни работи. Сите оние кои што ги посматра изборите, Весна, констатираа дека тие сепак се одвиваа главно во мирна атмосфера и во демократска атмосфера. Денеска ВМРО имаше две пресконференции во кои што, ако не се лажам, протестираат околу некои нерегуларности. Има суштински се тие нерегуларности на кои што повикуваат или? Па вчера ВМРО-ДПМН и денеска повторно обвинуваат за нерегуларности на референдумот од типот на полнење на кутии и повикување на нивни членови од страна на СДСМ да излезат и да гласаат со наводни... Тоа е СМС прочуен кој што прокружи на мрежите. Сега колку има вистина во тоа... Па ништо не е невозможно, предпоставам, меѓу тие трикови сите партии по време многу работи. Така да оставиме 50-50 дека е тоа можно. Но опште заклучокот се надевам од она што ги гледам како реакции и така натаму, ќе видиме Чаловски што ќе каже од пресконференцијава на овој настан на ОПСЕ, каде што предпоставам дека се оценува вчерашниот ден. Опште заклучокот дека немаме покрупни нарушувања на процесот. Така, ниту во ВМРО немаше никои покрупни забелешки вчера. Чаловски, што велат во ОПСЕ, какви се вчерашните забелешки за вчерашниот референдумски ден? Ордановски, од она што можеше да се забележи од изјавата на шефот на мисијата на ОПСЕ Јан Питерсен овде, референдумот го оценуваат како добро организиран и мирен. Тие се осврна, односно Питерсен се осврна главно на некои прелиминарни заклучоци без посебни детали.
Референдумот, како што реков, го оценија како добро организиран и мирен. Кампањата активна и мирна, администрацијата дека била непристрасна. Главно забелешките се однесуваат на Државната изборна комисија, за која што Питерсен рече дека го администрирала референдумот непристрасно, одржувала ефикасни и колегијални јавни состаноци, но кај нив не достигала суштествена дебата за клучни прашања, зашто ги пофали медиумите, пак дека го надополниле тоа со дополнителни информации за гласачите. Многу занимливо. Дали стана збор за избирачкиот список, бидејќи тоа е традиционално во центарот на сите протестирања после овој вид на избори, референдуми и така натаму? Така, главно за тоа се осврна господинот Штефан Шенех, кој што зборуваше дека избирачкиот список е секогаш во фокусот кога доаѓа во Македонија. Тоа е прилично често, како што вели овде, и вели токму на избирачкиот список треба да се внимава сега, односно до властите и сите засегнати да работат на него, бидејќи во иднина следуваат нови избори, а веќе никој не треба да има недоверба, како што сега пак имаше, вели тој. И главно Шенех порача дека не треба да се заборави дека гласале над пола милион луѓе, кои што според него е светлост за иднината на државата за наредните избори. Ако добро разбирам, да те прашам, имаш ли впечаток дека опсе се подготвени за воредни избори во Македонија? Веројатно со тоа што порача дека избирачкиот список пред се главниот фокус на кој што треба да се работи, па за да се одвиваат следните избори. Инаку во моментов изјава во после пресконференцијата дава амбасадорот на САД во Македонија, господинот Джес Бейли Ордановски, така да ќе мора него да го слушаме сега. Така е. Јас предлагам ти да се сконцентрираш Чаловски на Джес Бейли, бидејќи тоа е исто толку важен и поважен отколку она што ќе го каже веројатно опсе, бидејќи таму има поголема политичка содржина кај Бейли, а во наредните изданија информативни се слушаме со твоите понатамошни извештаи. Благодарам. Предлагам да направиме една сосема се извинувам, ја имаме колешката Атовска, која што има прилог околу тоа како вчерашниот ден помина во очите на некои од оние кои што беа дојдени да известуваат од ова референдумско збиднување во Македонија. Режи, ако го имаме подготвен прилог, предлагам да го одгледаме. Огромен интерес од грчките колеги за следење на референдумот. Вчера и очите на Грција беа вперени во референдумскиот процес, што можеше да се забележи по огромното присуство на грчки медиумски екипи. Грчките телевизии ги вклучуваа своите новинари на секој час, што не предизвика да ги прашаме како известуваат за референдумските резултати. Колегата Коцијукис нагласи дека интересот е голем, а на прашањето дали кажал дека референдумот е успешен, рече дека известил за успешниот процес. The interest of people in Greece about this sensitive topic is high, so we are here to cover the referendum. So you informed Greek public that this was a successful referendum? Successful about the process. We have a new we start a new session now. Во однос на однесувањето на опозицијата во земјава, грчките новинари имаат впечаток дека однесувањето на опозицијскиот лидер дополнително го отежнува процесот. It was a surprise because we heard that the president of VMRO, Christian Mitskoski, said the people act by his will, his own will. And today we heard that he decided not go to vote, so making a harder possession in this thing. Куцијукис во изјавата за 1TV не сакаше да прогнозира како овие резултати ќе влијаат на јавното мислење во Грција. Рече дека ќе биде потребно време за да се направат анализи, но и дека јавното мислење во голема мера зависи од тоа како грчките лидери ќе го оценат референдумот.
Како што говоревме, во меѓувреме се готови двете изјави од пресконференциите на ВМРО ДПМН. Предлагам веднаш во низа да ги погледаме, бидејќи потоа ќе разговараме малку и за временската прогноза на крајот на криштата. Важно е дали ќе студи или ќе се затоплува, пред да се исклучиме и да преидеме на наредниот блок на вести. Режија, ве молам, прилозите од ВМРО ДПМН. Вчера се поднесени кривични пријави според членот 160 од Кривичниот законник, што се однесуваат на повреда на слободата на определување на избирачите, заради загрозување на изборниот процес и полнење на кутии. Денеска до Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција ќе биде поднесена и кривична пријава за масовно полнење на избирачките кутии од страна на некои избирачки одбори во избирачки места во Струга, Сарај и во други делови на Македонија. Според податоците, според доказите, во работата на овие изборни одбори, во определен дел од изборниот ден биле потребни во просек 14 секунди за да се оствари избирачко право на еден гласач. Ги прашуваме господата од СДСМ, колкава сума на народни пари потрошија за кампањата за неуспешниот референдум, кампања која беше оценета како напад на сите сетила на граѓаните. Дали се работи за сума на пари потрошена за целата кампања во износ од над 3 милиони евра, можеби повеќе? Дали СДСМ, преку официјална и неофицијална медиумска и теренска кампања, потроши над 3 милиони евра? Сумирајќи ги сите ставки потрошени за кампањата на СДСМ, од медиумската кампања, пари потрошени за пиар агенции, пари потрошени преку невладини организации блиски до СДСМ, пари потрошени за организација на евенти и трибини, пари потрошени за други мобилни ставки и слично, износот кој е потрошен е неколку милиони евра. Тоа сепак се парите на граѓаните. Пари потрошени, барем не се пари украдени, бидејќи имаше времења кога разговаравме за пари украдени, иако е јасна оваа порака на ВМРО ДПМН дека тие го сметаат референдумот за неуспешен, па следствено сите пари кои што се потрошени се веројатно според тоа што сака да го кажат фргани во ветар. Ќе останеме во таа реторика, претпоставам уште известно време, бидејќи сепак недостасува став се уште од ВМРО ДПМН по она важно прашање што сега ќе следува во парламентот, бидејќи како што гледаме натаму ќе се насочи целата политичка енергија, домашна и меѓународна, околу пазарењата, би се рекло, за евентуалната промена на уставот, ако не потоа воредни избори. Со нас во студиото е Славчо Петровски, Поповски Славчо, се извинувам, па Поповски Петровски, бидејќи Александар е Петровски, нашиот водител на вестите. Славчо, вчера беше убав ден, релативно убав ден во цела Македонија, па многумина решија да останат дома. Какви се временските прилики денеска и она што не очекува во наредните денови? Па временските прилики за текот на следните денови, значи влегуваме во една потопла воздушна маса која ќе услови значителен пораст на температурите на воздухот, а времето ќе биде сончево со умерена, повремено ќе има и локална зголемена облачност, но некои врнежи барем за сега не очекуваме. Се до викендот кога очекуваме влажен бран и повремени врнежи од дожд. Барем тоа го кажуваат најновите анализи. Славчо, што значи тоа дека полека влегуваме во есен или уште малку ќе потрае ова, да кажам, како што го нарекуваат циганско лето? Па, иако... Потоа, после тие врнежи ќе има нагло заладување или ќе има уште малку? Барем за сега некое заладување немаме, значи, сепак, иако се повеќе навлегуваме во есента, сепак се уште ќе ги имаме оние топли денови. Од каде доаѓаат овие бранови топлина? Од каде доаѓаат овие бранови на топлина? Од север, од југ? Овој топол бран, значи, кој се движи во моментов, доаѓа од југ, и во текот на следните денови ќе услови максимални дневни температури на воздухот кои ќе се искачуваат во интервал некаде од 21 до 27 степени. Па тоа е изворедно време, тоа ми се чини како најубавото време во годината. Кога можеш да облечеш нешто лесно да се згрееш, а не мора да биде капут, не е баш за кратки ракави. И по кратки ракави во текот на денот. Добро, бидејќи цел ден разговараме за можност од воредни избори, а господинот Заев најавува дека тие можеби ќе се случуваат во ноември. Каква зима не очекува? Како ќе биде времето барем до ноември? Ќе потрае ли ова октомвриско убаво време можеби и негде во ноември?
Па тоа е некако тешко да се предвиди, но секако како што полека навлегуваме се повеќе во есента, мора да очекуваме и значи заладување. Позначително заладување. Чи има ли снег оваа година, што велат? Па според сегашните анализи треба да очекуваме и нешто повеќе снег оваа зима. Да. Добро, значи зимска гардероба, синџири на тркалата, се она што следува за зимски услови на живење. Да не бидат изненадени. Така, јас ти благодарам, Славчо, се гледаме повторно во следната прилика која ќе разговараме за временската прогноза, а сега ве оставам со нашата пропагандна програма, а потоа и вестите на Еден телевизија. Јас сум Сашо Ордановски, вашиот понеделнички водител во отвореното студио на Еден ТВ.